Иако се случија законски измени со кои граѓаните, односно физичките лица на своите покриви можат да произведуваат енергија од сончеви панели до 6 киловати. Сепак бирократските процедури за поставување на истите, според експертите, воопшто не биле изменети. Според познавачите на приликите, непотребно се губело време и се давале непотребни околу 2000 евра трошоци за разни мислења, проекти и одобрение за градба. А проблем било и тоа што досега никој немало дева на добиено двосмерно броило, односно броило со кое граѓаните ќе може да ја продаваат произведената струја. Нејасно било и тоа зошто се ограничува количината само на 6 киловати. Насред енергетска криза, каде што секој киловат час нас ни е повеќе од потребен, навистина не ми е јасно зошто се ограничува таа енергија да биде до 6 киловати, кога е познато сите наши соседи ги има таа дозволена енергија 30 до 50 киловати. До овој момент не ми е познато дали воопшто некој во Македонија има инсталирано и одобрено ваков систем од универзалниот снабдувач, затоа што сите имаме ние дома двотарифни броила, меѓутоа за да функционира овој систем треба да имаме двосмерно броило. Поради сложените процедури, изведувачите се откажувале од принципот клуч на рака, затоа што дури и тие не можеле да излезат на крај со вадењето на сета според нив непотребна документација. Особено во период кога не очекува страшна криза за електрична енергија и кога цената за истата оваа зима се најавувала да надмине 1000 евра за мегават час. Затоа што ако имаме или сне насред на некоја енергетска криза, тоа исто како е економска криза или воена криза, значи нештата треба да се воведат веднаш и да бидат во функција веднаш. Многу изведувачи кои се во една хаотична ситуација не му е јасно како да изведат таа ситуација од почеток до крај, што е многу фрустрирачки. Имаме некои земски богови тука кои што прават апсолутно се и се што овај систем да не профункционира. Токму поради оваа состојба голем број на физички лица кои што сакаат да наместат вакви панели се откажуваат уште на самиот старт. Додека пак за правните лица ситуацијата се подобрила и процесот сега за добивање на дозвола за нив траел околу 3 месеци.